Следуваат најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најновите случувања од актуелните настани во Македонија. Што се подготвивме за вас, останете со нас, ке погледнете веднаш по најавите. Тодоров во телевизиско интервју вели во четвртокот ни се случи физичко и политичко насилство. Се асфалтира регионалниот патен правец Горни Дисан-Вешје. Иако временските услови не се погодни за пикник, од територијалната противпожарна единица во Велес велат внимателно со огнот. Во интервју за телевизија Нова за настаните од четвртокот во Собранието на Република Македонија, Тодоров вели дека во четвртокот во Собранието извршено е политичко и физичко насилство. Тој лично осудува секако вид на насилство и вели дека неопходен е диалог за да се намалат тензиите во државата, но и да не се дозволи кршење на уставот. Во четвртокот во Собранието на Република Македонија се случи физичко и политичко насилство. Ова вчера во интервју за ТВ Нова го изјави Никола Тодоров од ВМРО ДПМН. Тој се сомнева дека целта на физичкото насилство е дефокусирање на јавноста за нелегитимниот избор на претседател на Собранието. Дојде до многу несакан настан и тоа, како што кажав, го осудувам како насилство. Но во исто време се случи и сериозно политичко насилство. Невидено до сега во македонската историја. Политичко насилство кое што за жал може да направи многу сериозно лош преседан во Македонија, кој што може да се повтори или да се повторува во иднина во различни околности и за различни избори. И ова е нешто што не сме да се дозволи да помине вака. Ниту физичкото, ниту политичкото насилство Тодоров вели дека не смее да се дозволи да помине. Оти кој на сила доаѓал, на сила можело и да си оди. Во демократијата, вели Тодоров, не е ништо ново промена на власта, ново и лошо е кој промената доаѓа по незаконски пат. Демократијата од тиранијата се разликува во тоа дали се почитуваат процедурите или не. Ако не се почитуваат процедурите, ако арбитрарно секој може, кој што е на позиција, да одлучува како нешто ќе направи, и може тоа да го направи секогаш во спротивност на законите, тоа не е демократија, тоа е тоталитаризам. Тоа говори за фактот дека некој се смета дека е над државата и над процедурите. Тоа не сме да се дозволи. Тогаш паѓа суверенитетот, тогаш паѓа државноста, тогаш може некој да ни оспорува и државата. Она што се случува околу изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието е силување на демократијата, вели Тодоров во интервју за ТВ Нова. Нормално, тотално деловничка процедура, но политичко насилие беше демонстрирано. Насилничка процедура. Онака како што некој замислува дека може да го направи по секоја цена. И како што ви кажав, тоа е многу опасен преседан, но уште поопасен преседан е, затоа што се гледа, оддалеку се гледа, дека ова беше смислено сценарио. Тодоров, осудувајќи го насилството, вели дека она што се случува во Република Македонија е сценарио на некои центри, кои од 2014 година по убедливата победа на ВМРО ДПМН работат на рушење на кредибилитетот на партијата и креирање на мислење дека партијата е антиалбанска. На патот кон Европската унија и НАТО, Македонија на овој начин нема да стигне, вели Тодоров, нагласувајќи дека и политичкото и физичкото насилство треба да бидат разобличени. Диалогот е единствениот излез од кризата, оти се друго би одело во насока на кршење на Уставот на Република Македонија, но и продлабочување на јазот помеѓу граѓаните, потенцира во интервјуто за ТВ Нова Никола Тодоров. ВМРО ДПМН и СДСМ преку соопштение денеска уште еднаш ги искажаа своите ставови во врска со настаните кои се случија во Собранието на Република Македонија во четвртокот. За ВМРО ДПМН социјалдемократите го кршат уставот, а тие пак велат избравме претседател според деловникот, законите и уставот. Социјалдемократскиот сојуз, брзајќи да ја реализира тиранската платформа, грубо го прекрши уставот, законот и деловникот за работа на Собранието. Социјалдемократскиот сојуз најбрутално ја силуваше волјата на народот и го оневозможи правото на дискусија на нивните демократски избраници. Вака преку соопштение денеска реагираат ВМРО ДПМН. Во соопштението партијата, чија коалиција има најмногу пратенички места, пишува дека Социјалдемократскиот сојуз
смислено и насилно спроведе перформанс кој тие го нарекуваат избор на претседател на собрание и затоа им должат извинување на граѓаните. СДС мора да сноси политичка и правна одговорност за ситуацијата во која го доведоа собранието и унакажувањето на демократијата во Република Македонија. На граѓаните на Република Македонија не им требаат поделби, насилство и туги платформи. Граѓаните сакаат почитување на законите, владење на правото и програми и платформи за економски напредок и технолошки прогрес. Граѓаните на Република Македонија бараат законите и процедурите да важат за сите и никој да не се осмели истите да ги прекраши или заобиколи. СДС мора да свати дека народот не се согласува со нивната намера за тргување со највисоките државни и национални интереси. И тоа мора да го почитуваат. СДС мора да свати дека народот си ја сака сопствената држава и не треба свесно да го подбуцнува и разгневува. СДС мора да го слушне гласот на народот и да ги прифати нивните легитимно искажани барања за нови парламентарни избори, стои во писмената реакција на ВМРО ДПМН. Новиот претседател на собранието е избран според деловникот, законите и уставот. Во периодот што предстои, согласно деловникот, уставот и законите, ќе биде избрана и новата реформска влада на граѓаните, стои во соопштението од Центарот за комуникации на СДСМ. Во него стои дека демократските процеси ќе продолжат, бидејќи тоа е еднината на граѓаните за квалитетен живот и тоа е патот на Македонија кон ЕУ и НАТО. Тоа е мнозинската волја на граѓаните и таа одлучува, а не на групата насилници и криминалци. Нема повеќе место за политиките на тензии, поделби, омраза, дестабилизација, со што сите тие со крваво насилство во парламентот направија тешко кривично дело. Терористичкото загрозување на уставниот поредок и безбедноста на пратеници, новинари вработени во собранието и врз државната институција парламентот. СДСМ пишува дека јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи мора да постапат по службена должност за ова организирано сценарио и нарачателите, насилниците и криминалците да поднесат одговорност. Заменик помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Хојт Брајан Ји денеска и утре престојува во посета на Република Македонија. За време на посетата ќе се сретне со државниот врв и со лидерите на политичките партии застапени во парламентот. Заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Хојт Брајан Ји од денеска е во дводневна посета на Република Македонија. Според најавите, тој ќе има одвоени средби со представници на македонската политичка сцена. Во агендата на Ји стои дека ќе оствари средба со председателот на државата Ѓорги Иванов, со лидерите на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети, на БЕСА Билал Касами, на ДПА Мендух Тачи и со Веселил Мемеди од Алијансата на албанците, како што е наведено во соопштението од амбасадата на Соединетите Американски држави и со председателот на собранието Талат Џафери. Според агендата, тој треба да оствари средби со представници на граѓанското општество, но и на дипломатската заедница. На состаноците, како што се посочува, ќе се разговарало за статусот на формирање на влада, билатералните односи и реформите потребни за евроатланската интеграција. Доаѓањето во Македонија на заменик помошникот државен секретар од времето на Обама Хојт Ји, кој пристигна да ја подкрепи одлуката на Бели и со официјален благослов на САД да го прогласи Талат Џафери за претседател на собранието, отвара многу сериозна загриженост, која ако воопшто некој ја води американската надворешна политика за време кога Балканот е подготвен да експлодира од зголемен национализам поттикнат од силно политичко мешање на странскиот фактор. Новинари од истражувачката мрежа Балкан Анализис во статија објавена на оваа новинарска мрежа пишуваат дека ниту Белата куќа, ниту Националниот совет за безбедност на САД не биле информирани дека американскиот амбасадор во Македонија Џејс Бели планира да го признае изборот на Талат Џафери за претседател на Македонското собрание за време на хаотичните случувања во законодавниот дом, ниту пак одобриле таква одлука. Тие во својот текст поставуваат неколку прашања, меѓу кои со која цел е донесена одлуката на Бели и дали таа е поврзана со доаѓањето на американскиот заменик помошник секретар на администрацијата на Барак Обама Хојт Ји во Македонија.
За новинарите на Балкан Анализис, сомнително е што настаните во собранието се случиле само ден откако Американската амбасада преку социјалните мрежи ја најави посетата на Хојтии во Македонија. Една можна причина за постапките на Бели е посетата на Ј, која Американската амбасада ја најави на својот Твитер профил во 10 часот и 51 минута на 26 април. Тоа беше денот пред да се случи одлуката во парламентот, а според познавачите на официјалните протоколи, тоа е сосема невообичаено затоа што таквите посети вообичаено се најавуваат многу подолго време однапред. Во тој твит на амбасадата пишуваше дека целта на посетата на Ј е да разговара со политичките лидери за формирањето влада, билатералните односи и реформите. Тоа значи дека уште на таа дата одредено сценарио било веќе испланирано и дека Ј знаел дека за време на неговата посета во Македонија ќе има променета ситуација и дека ќе има услови за разговори за владата. На тој начин, твитот на амбасадата ги потврдила сомневањата дека амбасадорот Бели однапред планирал такво случување во парламентот, што ќе дојде токму за време на посетата на Ј. Се асфалтира регионалниот патен правец Горни Дисан Вешие во должина од 430 метри и ширина од 5,5 метри. Предходно на овој пат беа асфалтирани 800 метри, а веќе наредната недела ќе биде потпишан договор и за кратко време ќе започнат работите за асфалтирање нови 650 метри од патот Горни Дисан Вешие. Продолжуваме со вести од Тиквешијата. Во должина од 430 метри и ширина од 5,5 метри ќе биде асфалтиран патниот правец Горни Дисан Вешие. Ангажираната градежна механизација од страна на локалната самоуправа на Неготино интензивно работеше на терен. Градоначалникот Ванчо Апостолов, кој на лице место ги следеше работите, изјави дека предходно на овој пат беа асфалтирани 800 метри, а веќе наредната недела ќе биде потпишан договорот и можно скоро ќе започнат работите за асфалтирање на нови 650 метри од патот Горни Дисан Вешие. И ни останува во последната фаза уште подготовка и реализација на проектот за пчелин парк во населеното место Вешие. Тој ќе биде завршен следната недела, каде што во централниот дел на подрачјето на Вешие ќе бидат изградени повеќе содржини во однос на пчелниот парк од аспект на рурален туризам. Општина Неготино додаде Апостолов има за обврска да ги асфалтира преостанатите 250 метри од овој пат, со што најлозарскиот крај во општината ќе има модерен и асфалтиран патен правец. Овој потек од Горни Дисан до Вешие ќе го завршиме, бидејќи во вторник вече го потпишуваме договор за третиот проект кој треба да ги спои овие две делници. Значи, ова од 420 и предходната од 800 метри, уште 650 метри и тие ќе бидат отпочнати со реализација за некои 15 дена од денес. И мислам дека со тоа завршуваме околу 2 километра асфалтиран пат. Општина Неготино има обврска да асфалтира уште дополнително околу 250 метри. Работите се изведуваат со финансиски средства обезбедени со прекуграничниот проект Би-економи, со кој покрај асфалтирањето во завршна фаза е изградбата на пчелен парк во селото Вешие. Без современа механизација нема рентабилно земјоделско производство. Следењето на новитетите кај механизацијата најдобро се гледа на саимските манифестации. За таа цел во Кавадарци по четврти пат се одржа земјоделски саем во организација на Кавадаречкото здружение Винотек, кое се залага за негување и развој на винската култура, винскиот туризам и производи од грозје. Земјоделски саем по четврти пат се одржа во Кавадарци во организација на Кавадаречкото здружение Винотек, кое се залага за негување и развој на винската култура, винскиот туризам и производи од грозје. Сите заинтересирани на саемот имаа можност да се запознаат со понудата на винска и земјоделска опрема и механизација, заштитни средства и средства за наводнување и прихранување, најразличен вид на расад, како и најновите достигнувања во агроиндустријата. Ние со ова манифестација сакаме да му помогнеме на нашите земјоделци кои се стварно наоѓаат посебно ова година во многу сложена тешка ситуација со временските услови, односно непогоди. И ете, се трудиме да им помогнеме на таков начин што им ги носиме на едно место производителите или дистрибутерите на земјоделската опрема и средства,
и се надевам дека тоа барем на одреден начин малку ќе ги ублажи тие негативни последици од временските непогоди. Истовремено саемот беше можност за земјоделците, лозарите и овоштарите да можат да научат доколку сакаат нешто повеќе околу тоа, како да ги спојат традиционалното со модерното, поради подобри земјоделски резултати и развој на земјоделството и туризмот. На овогодинешниот саем можеа да се видат богатите понуди на излагачи и производители од цела Македонија. Се воведе нов принцип на работа и на производство. Работиме исклучиво со инвитро подлоги. И тоа е нешто многу поинтересно и за овај крај, поради специфичноста на почвите во овај регион. Треба посебно да се обрати внимание на тоа каков вид на подлога би се користело кога би се подигнувал нов насад. Се занимава со производство на агроеколошки производи. Производната програма опфаќа производство на препарати за прихрана, за заштита, подобрувачи и деконтаминатори на почвата, се со цел за подобро агроеколошко производство на земјоделски производи. Благодарение на оваа манифестација која станува традиционална, земјоделците можат да се запознаат со тоа докаде стигнала науката во земјоделското производство. Територијалната противпожарна единица Велес со апел до граѓаните да внимаваат со огнот и скарата за првомајските празници. Многу малку е потребно да се предизвика пожар, затоа одговорното однесување е најважно на ваквите празници. Внимателно со огнот и скарата за првомајските празнувања. Ова е апелот кој го испратија од противпожарната единица од Велес. Посетителите на излетничките места да внимаваат каде ги оставаат материите, кои лесно може да предизвикаат пожар. По завршувањето на излетот да се осигураат дека целиот жар е изгаснат, затоа што тој може повторно да се разгори. При распалување на скарите треба да внимаваат каде ќе бидат сместени во делот од шумата и кога би што е забрането законски за да се пали скара, него поради тоа што е празник, каде малку ќе толерираме сите граѓани, но при завршувањето на нивната работа при викендот да се врати се во првобитната полова, односно да се покријат жариштата со земја, значи превентивно. Командирот Лепидовски упати апел и за оние викендажи кои што ќе спијат во шатори, да бидат повеќе внимателни. Движењето во шумата со цигари, со палење оган, пошто многу млади ќе останат после во ноќните сати, значи треба голема предпазливост и тие отворени огнови што ќе бидат ради тоа што ноќта е ладна, да внимаваат и пак ќе напоменам дека е забрането палење, но сепак ако добро се координираме и добро бидеме предпазливи, може овие празници да помине со добра скара и со огините околу езерото Младост. Крајбрежниот појас на езерото Младост и теченијата на реката Бабурна се најкритичните локации. Таму велешани традиционално и најмасовно удат за 1 мај. Затоа екипи од територијалната противпожарна единица ќе ги обиколат овие локации со цел да превенираат за било каков немил настан. Кубански воен авион се урна во провинцијата Аремиса во западниот дел на Куба, при што загинаа 8 војници, соопштува владата. Во соопштението армијата наведува дека авионот АН-26 од светско производство полетал од аеродромот Плаја Баракоа и се урнал во близина на градот Канделарија, оддалечен 65 километри. Формирана е специјална комисија која ќе ги истражува причините за несреќата. Медиумите претходно јавија дека се урнал патнички авион од овој тип во кој се наоѓале 39 лица. Продолжуваме со вести од светот. Многу продуктивни. Вака американскиот претседател Доналд Трамп ги оценил своите први 100 дена од функцијата шеф на државата. Во своето обраќање пред приврзаниците во Пенсилванија, Трамп потенцирал дека големите битки кои сите ги очекуваат ќе бидат издвојувани. И овој пат Трамп не пропуштил можност да ги нападне медиумите, но и својот претходник Барак Обама, за кого рекол дека и покрај хаосот кој што го оставила неговата администрација, тој успеал да потпише голем број на извршни наредби. Претседателот Трамп останувал посветен на борбата со радикалниот исламистички тероризам, како и заложбата мигрантите да ги држи подалеку од Америка.
Во моментот додека во Пенсилванија говореше претседателот Трамп во Вашингтон, се одржувала традиционалната годишна вечера на Сдруженијето известувачи од Белата куќа. Медиумите пренесуваат дека претседателот Трамп нагласил дека е воодушевен, што е далеко од Вашингтонското мочуриште из додебната вечера, а американскиот претседател им се подсмевал и на лажните вести на CNN и на неуспешниот Нью Йорк Таймс. Википедија, интернет енциклопедијата во Турција е блокирана. Преку соопштение за јавноста од Министерството за транспорт, морепловство и информации, велат дека наместо да придонесува за борба против тероризмот, Википедија станала дел од кампањата за оцрнување на имиџот на Турција на меѓународна сцена. Во соопштението уште стоело дека раководството на Википедија било информирано да престане да објавува лажни и непотврдени информации за поврзаноста на Анкара со терористички организации, но и покрај предупредувањата, Википедија одбила да ја отстрани содржината. Како резултат на тоа дошло и до забрана за пристап која е наметната од Турскиот совет за информатичка технологија и комуникации, без претходно да биде донесена судска одлука. Турската агенција надоли ја пишува дека пристапот до Википедија би можел да биде обновен само доколку барањата на Турција бидат исполнети. Најмалку 54 лица се потешко и полесно повредени по синоќешното торнадо кое го погоди градчето Кантон, источен Тексас. Лекарска помош на повредените укажана им е во локалната болница. Неофицијално има и жртви. Ветрот носел автомобили, уривал куќи и корнел стебла од дрвја во Кантон, кој се наоѓа на околу 80 км од Далас. Како што пренесуваат тамошните медиуми, градчето било срамнато со земја. Работнава недела ја завршуваме со променливо облачно време, проследено со врнежи од дожд, кои на повеќе места ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Пообилни врнежи од дожд имаме во западните делови од земјава, проследени со умерен до засилен ветер од североисточен правец. Температурата се движи околу 12 степен. Од понеделник следува период кога во попладневните часови ќе има локален дожд со појава на ретки грмежи, но поради јужното воздушно струење, дневните температури повторно ќе бидат во пораст. Извесен период стабилизирање на времето се очекува веќе од вторник. Ова беше и последната информација во информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие и понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!